Ajde da se kerdosa. Amin. Уште да грмеа белчишкине тапани. Преку 9 планини да се чуеше, од Исандре се жени. To ti je, svate. Što se reklo, svadba bez svirki i bez pesni. Koliko ade da se stori? Што да правиш, Недо? Времето е такво. Место тапани топови грмат. Се родив за време на Султан Абдул Хамида. Кога беше Илинденското восстание, имав една година, значи бев присутен меѓу македонци овде и јас. Здраво, живочичко Божине, се држиш ли? Се држам. Абре, деца, раката што ви ја држи пушката да ви се посати. А, мајката, како не сум некоја година уште помала. Се во свое време, чичко Божине. Вие го пламнавте Илинден, сега на нас е редот. Море уште не сме за фрлање, бре, синко. Само голема сила не има потиснато. Кај ќе и биде крајот. Овој пат ќе победиме, чичко Божине. Верувај, стар комито, така ќе биде. Само да не затворам очи, дури не видам јунаци. Веќе 908 уриетот го дочекав. Младотурската револуција дојде друг султан. Султан Решат V. После почна Балканската војна, па почна да се редат краљеви, после цареви, да не ги спомнувам, не можам да ги избројам. Се до Симеонче, оној последниот што требаше да биде, и тој отиде. Да видиме што е со овој Чизмаров тука. Да чуеме што правеше уште тој, освен што беше дворски чизмар и што го фалеше Хитлера. Јас сум чула дека... Кој го познава добро? Јас да кажам. Ела понавака, другар. Го знаат него и мало и големо. А јас, први соседи сме од врата во врата. Знам што има за ручек. А тебе? И се закануваше ли тебе? Какво ти заканување, другар? Си сакаше да бистри политика. Го збуни силата германска. Инаку... А она писмо од царот? За жалење, другар. Токму тоа писмо од царот го удри в глава. Играв прво не на мајчин јазик, на туѓ јазик, па на уште потуѓ јазик, и пак на туѓ јазик, и сега веќе помина и повеќе од 40 години како се играм на мојот мајчиниот јазик. Море песенек, ама девојче си одбрал. Убава е Астрико, ставре. Ќе те утепа бре кусулозе. Лесно за него. Аде, комшија, на свршувачка ли? Таму. Добра вечер. Ајде, нека се кердоса. Pa i nije da se iščekame od čela, za rado, za uba. Па за свадбата на ќерка ти, јас ке ти сошијам нов костум. За тоа ќе попричекаш малце. Ајде, Мори. Мртни! Тоа не се знае, чорбачит бушу. Ајде, мајстор, ставе дописи ракијата на здравје. Ајде, дај. Најинтересно беше времето 1928 година, кога се појави прв текст на македонски јазик од Васил Илјовски, Бегалка. Што е ова? Никој жив нема. Тоа ли е рекол? Сите се успале. А јас, ако заправо не работи, белки сум задоцен. Параскево, парсиње да се ториш. Параскево! Тука сум Теодос. Што е ова денес, а? Што е ова денес?
Паднала па не станала веќе. Зошто не ме разбудихте? А? Сатот се запре. Зошто да запре? Тоа ли е ред, а? Ако сум затоцен, ако оној Арсен... Кирисал. Што заповедаш, чорбажи? Какви ти се тие мусаки, бре, мурдар, а? Па... Парате ги попарила, бре. Зошто ти си извалкани и излепени како биволешка опашка? Татко, Еве како чистат, ја. Види од метла. татко, Што е? сакам да зборувам со тебе. Пак ли за тоа? Да, татко, за тоа. Нема веќе зборување за тоа. Ама уште сега, татко, последен пат. Очи, бре, 100 пати си ми рекол за последен пат. Татко, кандиса е да ја земам Стојанка. Живот немам без неја, толку што ја сакам. Очи, бре, засрами се, бре, суртук. Јас пред татко ми не смеем тоа да го кажам, ни да го помислам, а камо да го кажам. Зошто се срамам? Не лажам, не крадам, што имам во срце во кажувам. Ајде, не врткај ме чека таква работа. Татко, јас ќе ја земам. Не! Додека сум јас жив, нема да ја земеш. Таква јас неќам насокак да сртам та џупка. Со години ви учам туку, кого учам? Буки и тикви. Вака ли се чиста талишта, бори тупава и глупава Анастасија? Ел да видиш. Вака ли се чиста? Што е ова? Ова што е ова? А? Што е ова? Што е ова, а? Проштавај, Чорбач, не сум видела една мала дамка. Мала работа, ма голема срамота. Од восок е, Да извадиш, како знаеш да извадиш. Со крпаш, со фрча, со утија. Со јутија знам, Ајде, Чорбач, бргу сега итај. ќе изчистам. Бргу поитај. Ајде, бргу седија. Фрчата помини уште една суит да нема некоја влакница. Слушај, Параскево, ручекот да го донесете навреме поладот, зашто ако биде доца, сонцето ќе го испече, зелникот кремен ќе го стори. Адно те одесла. Се разбира, јас си бев тука дома веќе, немаше што да учам. Тогаш ги гледав маките на колегите артисти српски, како они мора да се мачат да го учат нашиот јазик. Се разбира, они сепак тоа никако не негодува, многу сериозно ги сваќа работите и добро и ги игра ролите, чак се трудеа колку можат да го дочараат македонскиот амбиент. Јас и Таса живееме во иста соба, знаеш. Што, па сака да здипли, а? Не, бре, не, ама така, ќе облече, па ќе ги остави, ќе ги извалка, а јас плаќам за перењето, разбира. А кога ќе облече нешто, него се облекува по цел месец. И еве сега ми здиплил угол нови гаќи, замисли. Па добро, па што не му ги се облечеш, па не коди го? Не можам. Немам такво срце, го гледам, нема, па жал ми е за него. Па така ти е тоа. Кога имаш срце, не можеш да имаш гаќи. Еве, повели господин Ежик, повели. Разбираш ли ти колку е тоа навредливо да си го загуби човек името? Дури кучињата имат имја. Много земате, Ефендилер. Овие луѓе имаат и други давачки за данок. Да е само Виргијата, за каков суд зборуваш, Ефендилер. И знаеме ние патиштата на вашата правда. Крива, долга, десна. Зад секој наш збор стои пропаст, стои смрт. Има ли душа и срце, тој твој Господ? Не хули на Бога, чавче. Ние луѓето сме малечки да го разбереме. Сима некој еса тој. Долго зема, што знаеш? Момичето. А тежак!
се чини дека воопшто артистот не би требал да отиде во пензија, бидејќи сметам дека е тоа само административна мерка и по силата на законот треба да иде во пензија. Артистот додека го служи слухот, гласот, меморијата, тој може да биде продуктивен се до својата смрт. Како што умрел и самиот Молиер на сцената, мислам, тоа треба да го доживее секој артист до последниот свој дах да твори. Те откачали од ченгелите, бре, синко? Кој си ти? Сега никој. Имаш тутун? Ми остана само 101-та. Јас сум Горчин Левата. Горчин Левата? Па за уште си жив? Си чул за мене? Имало што да се чуе. И тебе ти удрил барутот в глава. Како те фатија? Ме предадоа. Па како се најде пак во Зандана? Синко мој, секој си има свој кодаш. Тој не умира додека си ти жив. Се зборува за востание. Може е рано да се зборува. Еле, оно е пулето што направи ова работа. Што да ти дадам? Да ми дадеш збор. Да не се видиме веќе овде. Горчине, сега ли? Беше моето војдане. А сега вие гледайте.